Конечно, добра оризарска година. Првите ожнеани ниви во регионот најавуваат богат оризов род во споредба со лани, кога наместо бело злато, оризопроизводителите жнееја само загуби. Лани има град каца и на добри се. По 700 до 800 кила, некои 1000 кила дават, арпа. За разлика од лани? Од лани подобро дават. И подобро принос сега, подобар оризов. Лани беа 400-500 кила како житото. Сега има од 600 нагоре. Кој како ги уработи, не сега некаде има и 800, зависи. Освен добар род, оваа оризарска сезона нуди и добри цени за него. Имено пред неколку дена беше утврдена откупната цена за оризот, која е 25 денари за килограм арпа, а од 55 до 60 денари за килограм бел ориз. Цена бар 1 евро. Ама ние се благодариме од 50 ако не падне. Трошици има на еден декар, ако ги точно совереме, сигурно 6 до 7 илјади. За ние да искараме и за нас да остане нешто, значи барем од 50 не треба да бидеме долу. Сепак, иако родот и квалитетот се погодија, годинава потврлија откупувачите. Според оризопроизводителите од Чешиново Облешево, тие се незаинтересирани за белото злато. Болно е тоа што нема откуп. Слушам дека никој неќе да откупува. 100 оризот е носат, некој неќе уопште а цената е договорена, дали чекат да падне или што е работа, немам откуп. Што е работа, немаме појма, не знам. Ние чекаме добра цена им дава владата, обија нашите откупците неќе да и исплаќат таа цена што е договорена. Сепак, во последните 10 години површините под ориз во регионот се зголемени за 1000 хектари. Причината за ова некои ја гледаат и во субвенциите што производителите ги добиваат. Преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и досега, ќе продолжи да го поддржува оризопроизводството преку директни субвенции од 11.000 денари по хектар, односно по 15.000 денари по хектар за оние кои користат сертифициран семенски материјал. Инаку, досега се ожнеани околу 20% од површините во атарот на општина Чешиново Облешево. Веќе од утре, комбајните ќе влезат и во нивите во Штипско и Виничко.